Здраво, со топка во раце, пердув на глава, вратоврска на врат. И ние, тимот на еднакви до нив. Како овие луѓе гледаат на ЛГБТ заедницата, можност за популарност и повеќе пари или себе пронаѓање. I am overwhelmed. This has been such an incredible year. Меѓу славата и соништата, црвените теписи, златните бувамари, оскарите, модните писти и терените на кои срце се остава, има многу тајни. Најголемите меѓу нив се секако оние за кои ние во еднакви отворено зборуваме. Тие се за љубовта, но за онаа меѓу маж и маж и меѓу жена и жена, или како и да ја нарекуваат. Зборувавме со секоја достапна славна личност. Во трката по нив, дури и ние добивме награда. Награда за користење на фудбалскиот надпревар организиран од спортско радио помеѓу славни личности за сопствени цели, односно за снимање на нашата емисија. Секој од нив со своето, но сепак изгледа овие луѓе имаат многу заеднички работи. Дечки, еве го Скопје, мајсторе, давај газ, све су канте испред нас. Да, фала, thank you, like. Сте се соочиле ли со колеги кои што се представници на ЛГБТ заедницата? Па сум се соочила, мене лично не ми пречат, не ми сметаат, не сметаат по работата, тие се живеат во свој филм, во свој свет. И дури мислам, мене лично ми годат, затоа што се многу лојални, многу се емотивни, многу се искрени и вистински пријатели. Има колеги кои се представници на таа заедница, за жал повеќето од нив не признаваат, барем јавно, дека се представници на заедницата, иако тоа е очигледно. Во секојдневниот живот и професијата. Да, има. Има како и секоја професија, така и во новинарството. Има одредени колеги кои се сексуални. Ете како постојат хомосексуалци или така да речени монашки педери, али у принцип, ако сакаме да го следиме тој европски тренд и тој западен тренд, не треба од тоа да се некако притиснаваме или као да имаме некои различни фрустрации, а хомосексуалци во нашата област и во шоу-бизнесот постојат кај нас, се срамат да се кажат и знаеме ние кои се тоа јавна тајна, изгледаат, се сликаат со усти, се прчат и да ви кажам право искрено, има не 7 до 8 хомосексуалци кои што се водители, педери, новинари и така натаму. Кај ме најде? Не, у моје време тоа немаше, барем не у мој клуб. Во Данска настапува за слагалце и една од нив беше тренерот, меѓутоа тоа ништо не ми пречеше. Драми и солзи на секаде. ЛГБТ популацијата знае и да ја злоупотреби својата љубов за да дојде до слава, популарност, младост, лудост и се што оди во пакет. Не, апсолутно. Некој може би, меѓутоа генерално мислам дека не. Сепак тоа е нивни личен избор и мислам дека до толку не би им отишол мозокот на таа страна за да на тој начин да привлечат внимание. Светските, да речеме, познати фаци, дури ми ја придобивка дека се членови на ЛГБТ заедницата и многу напредуваат во кариерата, затоа што ја имам една теза, две лобија се многу силни во светот, тоа е еврејското лоби и лобито на оваа заедница. Во Македонија не верувам дека за популарност некој ќе рече дека е хомосексуалец. Превисок рил дека е хомосексуалец, отколку да каже дека е хомосексуалец само за да добие на популарност. Ах, таа животна судбина. Болест ли е, не ли е? Како народот да создаде став, како јавноста да излезе и да каже дали е за хомосексуалците или не. Мислам дека ние што сме така постари луѓе, многу сме поизражајни мажи него овие денешни. Мислам дека млади забегале, место да се баве со спорт, они се баве со сасвим други работи. Јас за тоа осудувам. Господ направил маж и жена, зошто? Да не би маж и маж живели заедно, од тог нема ни деце, ни ништо. Така да сум против тога и се борам против тога. Не е убаво. Не може они да излезат јавно да се изедначат. Не изборам да им се скрати правото на работа, на другиве граѓански права. Но не може брак да се промовира, да им се даде значење и да им се каже на народот дека ова е вистинскиот пат, затоа што тоа е погрешниот пат
за секое здраво општество. Ако сака некој општество да иде до пропаст, може нека ги промовира. Ние сме биле нација декларирана како хомофобична, па ние не сме го ни преминале првиот чекор во организирање на парада, она наречена геј парада. Дали би излегла на геј парада? Јас лично не би излегла да ја поддржам, а то не. Нека се поддржуваат сами се, ја не ги поддржувам. Моите патишта мислам дека не водат на такви паради. Не би им ни дозволили да излезат, не затоа што не треба да излезат. Мислам дека лош пример дават на младите. Не, во никој случај. Тоа е, според нашите убедувања, тоа е начин како да се уништи едно општество, поддржувајќи такви девијантни активности. Долга љубов, страст трае, не можат еден без друг. Се овековечува љубовта, се бира прстен и едниот на другиот или едната на другата клекнува и ги запросува да живеат заедно во добро и лошо. Во нашата земја законски е декларирано дека бракот е заедница меѓу две лица од различен пол. Да или не за хомосексуални бракови? Сепак сум христијанин и она што ни проповеда Светото писмо, нели? И такви бракови, рецимо да усвојат деца и да тоа деца учат од нив, не е убаво. Не доаѓа предвид брак, адоптирање на деца, на не знам што, тоа е глупост. И додека фудбалската топка се вртеше, јас размислував. Религија, љубов, Господ, крст, брак, па и деца. Дали сето ова треба да се препушти и со сето тоа да се игра како да овие елементи од човечкиот живот се играчи на фудбалски надпревар, а ние сме само обични наблюдувачи на терените. Кога во пребарувачот на весникот Вест ќе внесете хомосексуалци, ќе налетате на многу мала бројка во споредба со другите весници, посебно вечер и утрински. Не сме хомофобични, едноставно никош не сме имале реакции за такво нешто, а и не сме многу пишувале, освен ако тоа не е дозволено, сепак е тоа приватна работа и има право секој да биде што сака. Јас мислам дека ние како медиуми треба да им дадеме обрабрување во тоа, зашто подобро е јавно да се декларираат отколку да бидат скриени. Ние сме имале прилика кај што на Светскиот ден против хомофобија они донеле една реклама, една кампања на цела страна, кај што на слика беа двајца машки како се љубат, како се бакнуват. И ние без разлика што можевме да заработиме некоја пара, ние на таа агенција и ние вративме назад. И им рековме дека вакво нешто весникот Коха не промовира. Коха, нандицме! Набранме Кох! Как нашата би била Вест, читај и мисли слободно. Ние можеме да размислуваме уште многу. Колку повеќе размислуваме, толку повеќе се среќаваме со отпор и отварање на нови тези. Ах, пуста љубов. Уметници, спортисти, новинари, банкари, секој од нив крие потајно жарче. Дали тоа жарче води кон памфлети, женети мажи кои што се кријат дека се геј, или пак скриени геј бракови во Република Македонија? Дали во Република Македонија има поделба на машки и женски професии? И дали сето тоа води кон дополнителни стереотипи и дискриминација? Да или не за ЛГБТ правата во нашата држава? Wouldn't mind spending the rest of his life with me. Светот живее во ЛГБТ димензија. За нејзи дефиниција не може да дадат ни најголемите експерти. Нема ни потреба за тоа. Секој со своето, секој со живот кој му го испишале на третата ноќ добрите вили. Ние сме тука за сите. Сепак правото на избор на секој човек е уставно загарантирано право. Љубовта, разбирањето и толеранцијата пред се. Жена фудбалер, машки манекен.
Колку македонското општество страда од стереотипите за машко-женските професии. Дали поимите на жена во панталони и маж со пудра се предизвик за менталниот склоп на еден просечен македонец? Дали професијата е огледало на нашата сексуална определба? Колку често се откриеме за работата која работиме? Избери професија пред таа да ти избере тебе. Велат благо на оној кој го работи она што го исполнува духовно. Но колкумина се откажуваат од својот животен сон, само затоа што околината залепила етикети токму на професијата која ја сакаат. Понекогаш е тешко да се одржи вербата во својот потенцијал и без поддршката од најблиските, овие луѓе не би ги достигнале височините на успехот во она што го работат. Најдобрите го калемо од својот пат уште од најмали ноза. Определбата за оваа професија или да го фатам овој правец во однос на мојата кариера и работата се случи сосема спонтано, со оглед на тоа дека имав и се уште имам, се разбира, доста девојки околу мене како другарки, братучетки и слично. И некако ги следев и приметов дека се шминка, дека има разлика, дека има некакво случување кое што го привлече моето внимание, или прети потоа, прети шминка. Па некако така, после 8 оделение, да кажем, или прва година средно, почнав да се интересирам, а и до душа и веднаш почнав да работам. Кога се запишав имав 9 години, значи бев прилично мало дете, кој секогаш да речам другарчињата малце гледаа поинаку на тоа, бидејќи е нешто поразлично од секој еден обичен спорт, нели? Сепак ние се бавиме со една ретка уметност. Голема кривица во тој дел има мојата мајка, бидејќи е бивша балерина, моментален проект менаџер на балетот. Значи, сепак имав некоја поддршка од родителите кои ме внесоа во таа култура. Почнав негде на 14 години, сега на 14 години, машко дете, тогаш тренирав ватерполо, не знам, она машки спорт, то многу јак. И имав малце негодување, меѓутоа јас си знам кој сум си и што сум си и немам проблеми со тоа. Насловна на Vogue, фотосесија за Бенетон. Модна недела во Њујорк, Париз, Барселона. Секој ден нов кастинг, секоја вечер уште една нова безмилосна борба за добивање нов ангажман. За многу млади да се биде модел е професија со ништата. Но само одбраните ќе може да ги презентираат најновите модели на Dolce и Gabbana или пак на Louis Vuitton. Колку талентот е присутен за да се успее во модниот свет. Јас мислам дека нема потреба да се декларираш ти дека си геј, па да бидеш успешен. Успешен си со тоа што ти ако си доволно профи во својата професија, ако имаш доволен талент, да знаеш како да го изразиш и да добиеш шанса. Тие што се топ моделите, 95%, значи од 10 топ модели, 9 се хомосексуалци и спијат со најпознатите дизајнери само за да добијат работа. Дали ли кажеш си мол непристоен предлог за да одиш понатаму во кариера? Па сите имале непристоен предлог. Секој што ти каже дека нема, те излажа. Онака искрено да ви кажам, сите имале непристоен предлог, меѓутоа моите менаџери ми имаат спремено за тоа, значи ми имаат кажано дека ќе се соочиш со такви предлози. И са не можеме ние да бидеме некултурни затоа што сепак они ти даваат работа и ти даваат пари. Реално сите тоа го работиме за финансии, за пари. Само културно ќе ги одбиеш, ќе видат они дека не си ти геј, тоа е тоа. Најуспешните готвачи и дизајнери во светот се мажи, а најсилните политички лидери кои се паметат во историјата се токму жени. Но ние на работа на светот не може да функционира без две спротивности. Понекогаш женската емотивност, заедно со машката одлучност се добитната комбинација за успех. Помислата тера на една женска професија, но дефинитивно веруете не е така, бидејќи без мажите не може балетот да обстои, нели? Балетот се состои исто од два пола, не може да биде само женски балет. Во секој балет има машки игри, машки танци. Може би е тоа она хемија помеѓу мажите и жените што природно која што постои, во смисла на тоа дека
една девојка поборго ќе се препушти на рацете на машко во однос на стручно спремање, како шминка, пример денес, отколку е жена. Знаете, две жени тешко се работуваат заедно. Младите кај нас се побрзо ги отфрлаат застарените сваќања за машко-женските професии. Секоја генерација си носи своји правила, секоја доба своји трендови. Денес се повеќе жени тренираат машки спортови, а се повеќе мажи се бават со работи кои никогаш биле карактеристични само за девојките. Постарите генерации се уште ги одржуваат митовите за професиите. Кога дознаат моите дека сакаме да се занимавам со мода, посебно дедо ми, тој под наводници ми вика, демек ќе бидиш најдер или како? Особено постарите луѓе, значи као, манекен си сега, па што иде тоа, како иде. Сите мислат сега, нели, штикли и фустани, модата и тоа е тоа, крај. А во принцип доста имам машки манекини со све што работиш и што живеат од тоа ствари. Има едни малце стереотипни работи кои мислам дека како поминува текот на времето, дека све е поретко и дека уметноста ја сваќаат малце на еден подруг начин, што е тоа многу позитивна работа. Додека некој дојде сепак да види што се дешава, ние што работиме, на каков начин ние се занимаваме со професијата, се менја мислењето. Секоја последица си има своја причина, па така гласините кои кружат за одредени професии и не се така паднати од небо. Од друга страна, многумина за да достигнат светска слава манипулираат со својата сексуална определба. Голем дел, да не кажам некои си 70% се хомосексуалци. Со теков на време ќе си се навикнеш, значи не ги гледаш како и хомосексуалци се држиш на страна од нив, него и тие си се луѓе, што дури некогаш сум дошол до ситуација да кажам дека преби со нив да излезам затоа што прават многу по-нормални и културни муабети него овие што се стрейтери, да ги кажам. Така да немам никаков проблем и да си живеам со нив, што се вика. Затоа што доста цимери ми беа мене хомосексуалци. Тоа е дел од модата и треба да се прифати како таков и најчесто да кажам 90% од модните креатори си се, можам да кажам така, декларирани во наводници дека се геј. Андреј Пејдж, тој е најпознатиот транссексуалец и тој е број 1 во свет само затоа што е транссексуалец. Да е, например, машки модел, мислам дека нема ни да успее толку многу. Само затоа што е различен, затоа и го ангажира толку многу. Во модниот свет неретко сретнуваме познати геј модели, кои не ја кријат својата сексуалност. На светската естрада веќе стана вообичаено да гледаме геј и лесбијски двојки. Колку се либерални јавните личности кај нас? Како македонците реагираат кога во своето работно време ќе сретнат хомосексуалец? Во денешно време тоа веќе не е ни табу тема, а и не е веќе нешто, да кажам, скриено, така да имаме доста. Дали имате другари или пријатели? Имам, да, имам, да, меѓутоа тоа многу и не сум против тоа, тоа е нивна одреденост. Дали би излегла на геј парада дека би се случила во Македонија? Не. Не? А хомосексуални бракови да или не? Не. Излегла ли на геј парада дека би се случила во Македонија? Апсолутно не. Дали би сметала дека понекои од вашите колеги се хомосексуалци? Во такво време живееме, секој може слободно да прави што сака, така да мене уопште не ми смета. Излегла ли на геј парада? Не. За мене разликата е исто дали е некој хомосексуалец, дали некој има плави очи или пеги, сосема небитна. Мене ми е важно човекот да е добар. Нели, ако соработуваме професионално убаво да завршиме работата, а доколку сме приватно блиски да биде добар човек. Јас искрено немам проблем со такви работи. Иако немаме такви случаеви кај нас, значи иако може би се збори, знаете дека не знам, балетските играчи и шминкерите се такви феминизирани, јас не го размислувам тоа така. Не може со толку прекрасни жени да си во еден кош и да работиш и да имаш некоја друга определба. Секогаш ќе има луѓе, славни личности, политичари и естрадни уметници, кои отворено ќе говорат за овој проблем, но и такви кои ќе бидат против хомосексуални бракови и против поддржување на геј парада. Нивни размислувања нема да го сменат фактот дека до вас живее уште едно лице кое страв за својот живот или за своето семејство, љубен или љубена, нема да се осмелат да бидат свој пред очите на јавноста.
Во последно време се почесто слушаме за паднатите маски на луѓето кои што кријат својата сексуална определба. Се повеќе луѓе се сплашени што го каже шефот, комшијата или жената, ако слушнат дека се хомосексуалци. Мачо стилот, големите мускули, скапите чевли и одела, се понекогаш само параван, но нешто вистински сме. До следното видување, збогум!